Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативно-политичката емисија Отворено за. Вечерва мој и ваш гостин е господинот Љупчо Пренџов, заменик министер во Министерството за локална самоуправа. Добро не дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Јас сум прв пат во вашата телевизија. Ви посакувам успешна работа, имате многу убаво студио, современа опрема, ви посакувам многу убави интервјуа и убави моменти. Ние посакуваме почесто да ве имаме и во ова студио, затоа што како Министерство за локална самоуправа директни сте инволвирани во развојот на локалните самоуправи. Една од основната цел која што има телевизијата е токму да информира како се развиваат локалните самоуправи во Вардарскиот регион, но и во Република Македонија. Добро, локалната самоуправа во Република Македонија е на висок степен на децентрализираност. Значи, ние важиме по сите европски параметри за високо децентрализирана држава, значи и фактички и финансиски пред се. Република Македонија има точно 80 општини плюс градот Скопје. Секоја општина има своја сопствена специфика, има силни страни, има слаби страни и секоја општина дава еден придонес во целокупниот развој на Република Македонија. Она што е битно за локалната самоуправа е да токму, независно дали локалната власт, дали владата на Република Македонија, ние како министерство или пак планските региони, да ги препознаат сите добри страни на општините, сите потенцијали кои што ги имаат за развој и преку еден институционален пат да ги канализираат со нови проекти за еден севкупен развој на државата. Кога станува збор за развојот на локалните самоуправи, во Република Македонија се води сметка тој да биде регионален рамноправен. Вардарскиот плански регион е само еден од регионите кои што функционираат во Република Македонија. Но на кое ниво е токму тој? Каде котира меѓу регионите? Вардарскиот плански регион е геостратешки многу значаен за Република Македонија. Инаку, за интерес на гледачите, Република Македонија е поделена во 8 плански региони кои што се за нивната цел на постоење да имаме еден равномерен развој на целата територија на Република Македонија. Вардарскиот регион има многу поволности, затоа што тој е на автопатот коридорот север-југ и потоа тука спаѓаат од општините кои што го сочинуваат, тука е Тиквешијата, значи што е многу битен предел за Република Македонија, бидејќи ние како министерство се трудиме секогаш она што е квалитет од локалната самоуправа, значи сите оние производи кои што ги произведуваат, да ги брендираат, да ги заштитат и со тоа да се промовираме и како плански регион, како Вардарски, но и како држава, како Република Македонија. Она што е битно за Вардарскиот плански регион е тоа што од 2005 година до 2011 година бруто доходот по глава на жител беше многу под просекот, беше многу под државниот просек, да сега со последните анализи од 2013 година кои што ги имаме, били се последни, Вардарскиот плански регион е над просекот во Република Македонија по бруто исплатена плата за работник. Имаме добра економија, значи економијата се развива забрзано, затоа верувам ќе зборуваме и понатаму за планскиот регион и 5-годишниот план кој што го има овој регион. И битно е тоа, но има една негативна работа, а тоа е што се намалува природниот прираст на населението, кој што ни е еден голем предизвик, како понатаму и со кои мерки за развој на овој плански регион да допринесеме да тоа престане и исто да го подигнеме природниот прираст како што го подигнав предишниот доход на граѓаните. Пред малку напоменавме дека сите плански региони ги имаат своји програми по кои што работат. Донесена е 5-годишната програма на Вардарскиот плански регион. Како вие ја оценувате, што мисли Министерството за локална самоуправа, колку таа е развојна, колку таа возможува подеднакво развивање на сите општини? Кога зборуваме за развиено, сепак мораме да напоменеме дека Кавадарци и Велес тука предничат, но имаме општини кои што реално се во фаза многу послаба од овие две. Добро, значи ние како Министерство за локална самоуправа, јас особено како заменик министер, значи една работа од фокусот ми е самиот Вардарски регион, бидејќи јас сум од Велес и тоа е една од сферите на мојот интерес по-детален. Има некаде околу 300 проекти кои што ќе се реализираат во ниот 5-годишен мандат. Тие 300 проекти се пред се околу економијата, околу развојот на мали и средни предпријатија, бидејќи сметаме дека Република Македонија е мала држава и ние многу ретко можеме да имаме капацитети индустријски кои што ќе имаат по 4, 5, 6 илјади вработени како што било во минатиот систем.
Она што е нас во фокусот на интерес ни е малите предпријатија, средните предпријатија и иновациите. Затоа што сметаме дека доколку некој има некоја иновација, тој за многу кратко време може да отвори фирма, да вработи работоспособно население кое што е во регионот и веднаш да почне со бизнис. И средните предпријатија ни се многу битни, бидејќи сакаме да им помогнеме, на некој му фали извоз, на некој му фали да му помогнеме во делот на законите, во делот на човечкиот капацитет кој што е во регионот. И со тоа се трудиме да го подигнеме целокупното ниво на развиеност, да се вратат младите луѓе во Вардарскиот регион, да положат со работа и тоа е делот на економијата. Но сметам исто така дека животот, општествениот живот не е само економијата, бидејќи тоа е можеби најбитниот алка во нашето живење. Сепак за едно целокупно општествено живење нас не треба и дружење, не треба и спорт, и култура. И сите тие сегменти се составени во тие 300 проекти, кои што ги заштитуваат и културни наследства, ќе се градат и патишта, ќе се подобрува патната инфраструктура, веќе има определени проекти, се почнуваат нови магистрални патишта во 4 лентични, двоназорски сообраќај. Така да јас очекувам огромен напредок посебно во Вардарскиот плански регион во текот на наредниот 5-годишен период. Особено затоа што и ние како министерство оваа година за Вардарски регион издвоивме највеќе пари веднаш после североисточниот регион со поддршка некаде околу со 10,5 милиони денари на Центарот за развој. Но не се само тие средства со кои што централната власт помага, значи ние помагаме и преку ставките за развој на специфични различни развојни подрачја, во ставката за развој на села и како плански регион сакам да истакнам дека во последниве 2-3 години Вардарскиот плански регион направи една екипа од млади луѓе кои што прават одлични проекти. Имаме одлична соработка како министерство и плански регион и јас се надевам дека идниот период ќе биде искористен за нови проекти, за апликација и во прекуградичната соработка со Грција, но и за апликација за проекти директно во Европската унија преку ИПА 2 програмата, се со цел да веза што е можно повеќе гринфилд инвестиции во овој регион. Кога станува збор за соработката помеѓу вас како министерство и Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, во овој момент сметам дека добро е да споменеме онаа соработка која што имате за реализирање на неколку проекти во кои што вие како министерство ќе го промовирате туризмот на идните инвеститори на индустријата и од сето тоа како бенефит ќе очекуваме повеќе гринфилд или браунфилд инвестиции. Имаме ли засега некоја си најава? Може би некој инвеститор ги разгледува овие општини и очекуваме решавање да дојде да инвестира тука? Да, значи во изминатиот период владата на Република Македонија донесе неколку крупни инвестиции во Вардарскиот регион, пред се во пределот на Велес, на Каласлари, тоа мислам за фабриката Маркат, има определени инвестиции во Кавадарци и во Неготино. Се разбира дека има и нови најавени инвестиции кои што додека фирмите не ги објават на своите веб страни, ние не смееме да ги објавиме, иако преговараме со нив. Но она што е битно за нас како држава, како министерство, е тоа да се направи патот од Градско до Прилеп, автопатот Е75 или Александар Македонски да се модернизира, веќе во фаза Катланова Бреска се прави. Тоа е многу битно за инвеститорите, бидејќи тие сакаат да имаат непречен сообраќај, да се блиску до автопат. И оние анализи кои што дојдоа од Европската унија ни предочија да развиваме проект за попатен туризам, каде што туристите кога ќе одат на коридорот Север-Југ, со развој на туристичките локалитети Демиркапија, Неготино, Гевгелија, да ги одвлечеме по ден, 2, 3 од одморите, би ги поминале тие таму и со тоа би се развила економијата, а и би се промовирала државата. Затоа е неслучајно реков дека економијата ни е битна, ама не е само економијата, значи делот на културата е многу битен и делот на патната инфраструктура. И само ќе напоменам дека овие средства кои што јас ги спомнувам, кои што доаѓаат преку локална самоуправа, се само еден дел од средствата преку кои што владата им помага на општините, односно на планските региони. Значи ние помагаме преку култура. Се градат нови се реставрираат, се градат нови културни обележја кои што одбележуваат Македонија, потоа преку транспорт и врски, преку образование со нови училишта, сали, агенции за млади и спорт, така натаму.
се врти околу општините, бидејќи секоја инвестиција е во некоја општина, во некој регион. Така да сметам дека секоја општина е мал дел од развојот на вкупната економија во Република Македонија. Инаку, кога се однесува до општините и тоа како тие би донеле нови гринфилд и браунфилд инвестиции, само да појасниме за делогачите, браунфилд инвестиција е кога имаме некој објект кој што порано работел како определена фабрика и сега со измени или со преструктурирање повторно се става истиот објект да биде друга фабрика. Како што е сега случајот, нели, со Велешка парцеланка и најавата дека таму ќе имаме нов инвеститор со 1000 нови вработувања. Така е. Значи тоа е браунфилд инвестиција, гринфилд инвестиција која ќе ви дојде на Полјана, ќе ви се изгради фабрика како што тоа го направи Маркат. Оно што сакам да го истакнам е тоа дека заедно со UNDP како локална самоуправа отворивме во 6 од 8 плански региони бизнис центри. Во Вардарски отвораме до крајот на годината и ќе ни остане уште полошки. Тие бизнис центри се многу интересен и многу добар проект кој што ни го предочија луѓето од UNDP, кој што подразбира дека кога определен инвеститор ќе дојде, и сега тој доаѓа во планскиот регион, таму ќе се води целосна анализа. Например, доколку е од текстилната индустрија, од таа бранша, доаѓа во центарот и му кажуваат доколку сакате да отворите во текстилна индустрија, таков човечки капацитет и кадар имаме пример во Демиркапија и во Неготино, немаме во Велес. Доколку сакате да отворите, не знам, од чеварската индустрија, нашите списоци кажуваат дека највеќе кадар имате во Кавадарци. Така да тоа е многу добро и многу голема помош за инвеститорите. Зашто? Затоа што кога некој инвеститор од определена бранша тачно ќе го погоди местото каде што тој би требало да ги инвестира своите пари, да направи фабрика, и кога тој веќе ќе ги има тука луѓето, ќе треба само да ги дообучи, неговата цена на чинење ќе биде и поевтина и ќе може да им даде поголема плата на луѓето, неголи да ги носи, пример, ако направи утка, да отиде подалеку, не знам, 50 км, па потоа со автобуси, тоа се е трошок на инвеститорот и тоа секогаш на цена на некои што работат. Тоа е така, мислам, тоа е пазарна логика и затоа тоа веќе не се дозволува. Ние правиме тоа еден дел од тие бизнис центри. Понатаму се мапираат покрај човечките ресурси, се кажува, например, за погледната фирма каде има блиску отпад, каде ќе се прави отпад, со кој пати ќе се прави, така да кога ќе дојде некоја фирма, целосно ќе биде обслужена, ама тоа не е само за странските инвестиции. Тоа ќе користи многу на домашните фирми, мали и средни предпријатија, бидејќи едно мало предпријатие може да има определен број на вработени и доколку центарот за бизнис центарот во центарот за развој на планскиот регион, секоја законска регулатива, секоја законска измена ние ќе ја пратиме, ќе ја нотираме и веднаш истиот ден или наредниот ден ја доставуваме до фирмата која што е регистрирана на подрачјето на тој плански регион, каде што го известуваме кои се новите законски решенија, кои се новите можности, позитивни, негативни страни, така да ќе се потрудиме да домашните инвеститори да им дозволиме што е можно повеќе да се сконцентрираат према производството, а оно што е формално правниот дел и во делот на законодавство на судство, тоа ќе оди преку бизнис центрите. Тоа е многу добра работа. Сега ја отворивме ние дел минатата година, до крајот на оваа година сите ќе имаат региони бизнис центри и се надевам дека ќе имаме една многу поквалитетна услуга во понатамошниот период. Кога станува збор за развојот и за јакнењето на соработката со локалната самоуправа, неодамно имаше конференција на тема развиени општини и посилна економија, која што ја организиравте заедно со ЗЕЛС и со Стопанската комора. Да појасниме, каква е соработката помеѓу Министерството и ЗЕЛС и Стопанската комора како неопходни алки во синџирот кој што е потребен за да имаме силна економија и силни локални самоуправи? Да, тоа беше конференција, се одржа неодамна. Јас присуствував на истата како представник на Министерството за локална самоуправа, беше директорот на Бирото за вработување, представници од Стопанската комора, од ЗЕЛС и поголемите компании и страните компании од Република Македонија. Дискутиравме повеќе од 2 часа. Беше многу конструктивна и позитивна дискусија, бидејќи имаше општини како Боговиње, која што не е толку многу развиена општина, имаше општини како општина Велес, која што беше пофалена за транспарентноста, за новите стандарди кои што ги има во веќе во практична употреба во администрацијата. Се разговараше дека бизнис секторот
општината како раководство, како општинско раководство, општинската администрација мора да функционираат како синџир. Тоа се алкинен синџир кој што ја сочинува економијата и мора тие да бидат поврзани со јасни правила на игра, со отвореност, транспарентност и пред се отчетност према граѓаните кои што ги избираат. Констатиравме дека градоначалниците, значи како ние влегуваме прва, втора, трета, четврта, пета фаза на децентрализација, самите градоначалници, самите законски регулативи и можности кои што им се нудат на општините, бидејќи нема исти ингеренции општините сега и пред 15 години, со сегашните услови и притисокот на приватниот сектор врз општините за градежна дозвола, за индустријски капацитети да се прават нови, да се асфалтира, да се пушти водовод, бидејќи тоа му него во интерес на работата и производството. На општините е во интерес да донесе што е можно повеќе фирми на својата територија, бидејќи прво ќе продаде земјиште, второ ќе добие средства по пат на комунално уредување, купуваните комуналии, значи взаемниот интерес ги тера приватниот сектор, политичкото раководство во општината на една спрега која што се развива се повеќе и повеќе. Јас сум многу среќен заради тоа, бидејќи видов една голема симбиоза во салата, каде што и фирмите има конструктивни критики према општините, овие према фирмите, и според дека само таквиот начин на континуирана соработка помеѓу бизнис секторот и јавниот сектор може да донесе до големи резултати, а при тоа исто така сакам да споменам дека беше вклучен и невладиниот сектор тука во целиот тој синџир, кој што исто така многу допринесува до вкупната слика, до целата слика. Кога станува збор за развојот на локалните самоуправи, мораме да напоменеме дека имаме и рурални општини на кои што им е неопходна финансиска поддршка од централната власт за опстојување, не за развој кога нели зборуваме. Колку овие помаливи општини се способни сами да изработат проекти и со ваша помош да аплицираат во некои европски фондови за добивање на средства, затоа што знаеме дека сега инвестирањето во руралните средини, оној транзитен туризам, селски туризам е во подеми, дека се повеќе странски туристи кои што доаѓаат во Македонија, не само што сакаат да го видат Скопје и Охрид и Маврово, тие сакаат да посетат или да откријат и дел од природните убавини кои што ги има Република Македонија не се откриени. Токму тие убавини најчесто се сокриени во руралните средини. Добро, значи степенот на развиеност на една општина, според мене, јас не го гледам во степенот на урбанизираност на општината. Има многу општини кои што се, како што видите вие, рурални, кои што функционираат одлично. Сметам дека тука се е до менеджментот и на градоначалникот и на советот на таа општина. Во минатиот период од 2007 до 2013 година Република Македонија по основ на проекти од меѓуградична соработка има реализирано некаде околу 150 проекти во висина од 16,5 милиони евра. Центрите за развој, кои се основани од нас како Министерство за локална самоуправа, се една од причините се и руралните општини. Зашто? Затоа што во Центарот за развој учествуваат подеднакво и градоначалникот на Велес и на Кавадарци, ама и на Градско и на Чашка. И секој оној градоначалник кој што е на голем град, на урбан град, до него сака да има исто така урбана општина. Значи тоа е взаемен интерес. И секогаш поголемите општини најчесто им помагаат за да добиваат проекти помалите општини. Дали тоа ќе биде неформално, дали ќе биде преку општинска меѓуопштинска соработка, тоа е сосема ирелевантно. Битно е дека јас можам да ви кажам многу општини кои што се рурални, а кои што добиваат огромни средства од прекуградична соработка или од ИПА-2 програмата. Еве на пример тоа се случи, јас бев последен пат сега во Битола, во Пелагонискиот регион, каде што присуствував на седницата на градоначалници на тој регион, каде што градоначалникот на Битола како водечка општина заедно со Прилеп се согласија да Кривогаштани и Могила и помалите општини им помогнат при правење на проекти кои што подоцна луѓето се земаа огромни суми за канализација, за асфалтирање, за причистилна станица, така натаму. Значи, можностите за финансирање на локалната самоуправа се неограничени. Јас работам во локална самоуправа повеќе од 7 години
И можам да ви кажам дека секоја општина има основен буџет, кој што се собира по пат на даноци од разни основи. Понатаму, вие, ако сакате да заштедите пари, можете да направите меѓуопштинска соработка. Можете да аплицирате како општина, дали сами самостојно со проект до Европска Унија, дали преку Центарот за развој. Можете да аплицирате со проекти со пекограничните соработки со Албанија, Косово, Бугарија, Грција. И сега има нова, тоа се вика транснационална програма за пrekogranična соработка, која што го вклучува и Кипар. Тоа се додатни средства и додатни можности. Можете да аплицирате, рековме, до Европска комисија и, например, како што е општина Велес, братимена со Долна Нормандија, каде што исто така има одлични проекти. Затоа јас така го почнав и одговорот на ова прашање, а тоа дека не се согласувам дека руралните општини им треба државна помош. Не викам дека не им треба. Значи државата помага. Рековме дека секоја инвестиција е у некоја општина, секој автопат ми е низ некоја општина, секоја болница, училиште, споменик така натаму, све е тоа во некоја општина. Но и општините сами како раководства се повеќе и повеќе прибегнуваат кон овие што се многу подобри начини на финансирање, а тоа се од свежи средства од Европската Унија и прекогранични соработки со државите. Спомнавме меѓуопштинска соработка. Каква е соработката на општините, како вие ја оценувате, во Вардарскиот регион? Колку тие меѓусебно си помагаат? Општините во Република Македонија генерално се солидаризираат една со друга. Значи, не ги делам по региони, и во Вардарски имате исто така меѓуопштинска соработка. Прв пат општини во Република Македонија имаат воспоставено меѓуопштинска соработка пред 10 години, а тоа се во Струмичкиот дел, Ново село, Василево и Босилово, каде што тие ги здружиле собствените сили да работат на повеќе прашања, тоа се урбанизмот, социјалната заштита и инспекцијскиот надзор. И тие беа еден пример кој што полосно само се развиваше. Ние сме во фаза на менување на законот на меѓуопштинска соработка. Тој ќе биде во собрање некаде за месец и пол. Видете, кога правите закон за меѓуопштинска соработка, треба да знаеме дека тоа е доброволно. Затоа дека се солидаризираат. Значи, секоја општина проценува дали сака, не сака, дали е во интерес или не е во интерес. Но глобалните текови, разните проекти, разните можности кои што им се нудат, доколку се повеќе, имаат многу поголеми шанси да добијат средства. Доколку една сама општина има помалку шанси. И самиот интерес ги тера општините да прават меѓуопштинска соработка за најразлични цели и поатокот е дека некаде околу 80% од вкупниот број на општини во Република Македонија имаат барем една меѓуопштинска соработка, што мене ми е многу драго. Ево, на пример, во западниот дел на Република Македонија имаме комунални предпријатија кои што опслужуваат една, две, три општини. И тоа е многу добро заради намалување на трошковите. Тие се вработените во тоа предпријатие и трошковите за, не знам, за вода, за ѓубрење се многу помали, доколку би имале они три различни, бидејќи имаме мали општини и сега нема потреба од јавно предпријатие и доколку го направи ќе бидат многу скапи услугите. Вака они се групираат и тоа функционира навистина добро. Општина Велес е една од водечките општини во Република Македонија кога станува збор по бројот на збратимени градови со други градови од други европски земји. Долна Нормандија е само еден од регионот со кој што е збратимена општина Велес, неодамна бевте таму, има проект и всушност бенефитите од тоа збратимување најмногу може да се видат преку овој проект. Да, значи Долна Нормандија е збратимен со општина Велес, значи регионот Долна Нормандија и градовите кои што гравитираат во тој дел се збратимени со 8 градови од Република Македонија, со повеќе од 20 невладини организации и има индивидуални граѓани кои што членуваат во тој сојуз. Тоа е одличен пример дека не е се во економијата и во предпријатијата, туку они се има збратимено на сосема друга основа, бидејќи искуствата и информациите кои што а пред се искуствата кои што ги црпиме од западните земји се непоценливо богатство, бидејќи една работа која што вие сакате да направите и за тоа би ви требале отприлика 4, 5, 6 години, кога вие ќе видите како тоа го прават оние развиени држави, искусни со традиција, и кога ги видите добри работи и лоши работи од тој процес кој што вие би сакале да го направите, тоа го прави за една година и тоа е непроценливо богатство. Јас бев во Долна Нормандија некаде во месец април, таму сега ќе има промени затоа што Франција регионите ги намалува, ти имаат многу региони и сега Долна Нормандија ќе се спојува со Горна Нормандија и ќе добиеме регионот Нормандија кој што бил порано и
Она што ми кажаат таму луѓето кои што ги водат тие два региони е тоа дека тие гледаат многу позитивно на Република Македонија, гледаат многу позитивно на општините за кои што нивните општини се збратимени кај нас и дека со Нормандија кога ќе се спојат горе до Нормандија, ќе имаме многу повеќе и средства за проекти, бидејќи навистина дури и француската амбасадорка од Скопје дојде во Нормандија само да поздрави и да го искаже значењето на соработката со Македонија. Тие највеќе соработуваат со делот околу Битола, бидејќи таму има француски гробишта кои што се многу битни на французите и тоа било како почетна иницијална каписла за да дојдат што е можно повеќе французи овдека и ви кажат не само општини, туку има невладини организации, индивидуалци, министерства и тоа е една прекрасна соработка која што очекувам дека ќе трае и ќе биде уште поуспешна. Сите планови за развој можат многу лесно да пропаднат доколку се наруши безбедносната состојба, економската состојба или пак имаме политичка нестабилност. За среќа во Република Македонија во моментов имаме стабилна безбедносна состојба, но политичката состојба не ни е баш онаква каква што сите ние посакуваме или посакуваат и можните инвеститори, без разлика дали станува збор за домашни или пак за странски. Кое е вашето мислење, кои се вашите сознанија, како сето ова ќе се рефлектира на економијата? Добро, јас она што сакам да го кажам околу ова е дека Република Македонија има една набетната политичка криза од страна на опозицијата. Мислам дека не е ни од страна на опозицијата, туку е една страна на една политичка групација околу претседателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Ова што се случува во Македонија е навистина тажно, бидејќи имате влада која што победила на избори во 2014 година со огромно мнозинство, која што донесе програма која што е сеопфатна, која што го опфаќа севкупното живење во општеството. Проектите одат со несменен интензитет, не ни каснат со месеци и најдеш вие добивате некои така наречени бомби кои што го уназадуваат целокупниот процес. Сметам дека оваа криза ќе се реши деновиве, ќе знаеме што точно ќе се случи. Ние како политичка партија, како граѓанска опција за Македонија, политичката криза ја гледаме така што мора да има пред се правна и политичка разрешница. Правна разрешница мора да има затоа што во еден транспарентен и јавен судски процес во кој што ќе се докаже вистината за случајот пуч. Дали има на вистина, дали се... Инаку во врска со, само тоа сакам да го кажам, со бомбите. Сега само излегува и вели ова се автентични разговори и ова се случува во Република Македонија. Потоа излегува ВМРО ДПМН и вели дека тоа е креирано, лепено, долепувано, прелепувано и дека не е автентично. Ние како политичка партија, како ГРОМ, содржината на бомбите од принципиелни причини не ја коментираме, затоа што чекаме судот да каже дали бомбите се автентични или не се. Доколку се автентични, се разбира дека имаме собствен став како сте прашања кои што ја тангираат Република Македонија, а доколку не се, тоа судот ќе си истражи, ќе си види. Во овој временски период премногу се зборува за таа така наречена преодна влада. Дел сте од владата, дел сте од централната власт, нели? Да. Кои се вашите мислења и колку преодна влада би била излез од ваквата ситуација? Добро, независно што граѓанската опција за Македонија е дел од владината коалиција, ние принципиелно сме категорично против било каква преодна влада, не само сега, туку би било кога во иднина. Видете, имате една многу опасна игра тука. Што се случува? Еден ден после 4, 8, 10 години ВМРО ДПМН ќе падне од власт. И што ќе се случи? Ние не ги признаваме изборите, шаторите пред влада, бараме преодна влада. Не е во ред и никаде во светот не постои состојба во која што вие сте победиле со 150.000 гласа разлика со опозицијата, потоа опозиција да наоѓа незаконски стекнати разговори, ги пушта во етер и ви бара преодна влада и уназадува економијата, туризмот, граѓаните на Република Македонија. Значи, девалвира судство, девалвира устав, девалвира држава и сега ви бара уште и преодна влада.
Тоа никаде го нема во Република Македонија е парламентарна држава со воспоставен систем каде што се знае на власт се доаѓа исклучиво преку парламентарни избори. Че кој победува на парламентарни избори има мнозинство во собрание и формира влада. Со шатор демократија или со колош дипломатија избори не се добиваат. Се добива само време во кое што ќе ја бламирате државата внатре и пред Европската Унија. Се бламирате сам себе. Прво ви смета Никола Груевски, влада на Република Македонија. Потоа почнуваат да ви сметаат сите што разбираат политика, пошто бегаат од вас. Например, Липче Георгиевски, ден-два се јави, потоа виде колку е саатот се трне, значи него го нема. Во партијата на Заев, луѓето кои што ја водеа таа партија, од типот на Бранко Црвенковски, излезе го искритикува Заев, повторно го нема. За волја на вистината, Игор Ивановски никаде го нема. Наташа Саова никаде не нема. Сакам да кажам, луѓе што во СДСМ ја воделе таа партија и разбираат политика, бегаат од Зоран Заев, бидејќи знаат дека ова е погумна политика, ама за жал и за нивната партија е погумна политика. Така да ја очекувам ова све да заврши со наредните парламентарни избори, кога да се одржат, дали ќе бидат во април, во март, не е битно. И очекувам потоа Македонија да се стабилизира и да продолжи со реформите, да продолжи со инфраструктурните проекти, да продолжи со странските инвестиции и да граѓаните конечно видат еден 4 годишен период и да им се подобри животот видно. За волја на вистината, Лјупчо Ѓоргиевски во едно телевизиско интервју посочи кој е виновникот на целата оваа наметната ситуација со прислушкувањето, иако лидерот на СДСМ пред 5 месеци кога ги започна на новинарско прашање од каде му се аудио материјалите, одговори дека ги добил од некој кој си ја сака државата. А кој е вашиот став? Верувате во ова што? Јас сметам и самиот Зоран Заев не верува во тоа, мора да го каже така. Видете, јас секогаш ја почитувам презумпцијата на невиност, но она што се факти е дека имаме веќе двајца од судскиот процес кои што си ја признаа вината и кои што се осудени. За останатите не би сакал да коментирам. Тоа се господинот Вршевски, неговата сопруга и господинот Зоран Заев, но она што ми е мене симптоматично е како кој е тоа македонско нормално семејство кое што има дома 20 мобилни телефони. Кој е тоа нормално македонско семејство кое што татко син, татко керка функционираат по пораки со Морзеова азбука. Кој е тоа нормално семејство кога ќе ви тропне полиција на врата, вие да фрлате лаптопи и мобилни телефони во тревата во дворот. Така да мене целокупниот овој случај ми дава доза дека овие 20 што си признале, треба да видиме што ќе се случува и со другите, бидејќи Македонија мора да излезе посилна од овој пуч, од овој процес. Мора. Пред малку споменавте Република Македонија ќе се случат, нели веќе тоа е многу јасно, предвремени парламентарни избори, дали ќе бидат во март, дали ќе бидат во април, меѓутоа до крајот на април наредната година тие мора да завршат. Кои се размислувањата на Гром? Дали на следните избори одите самостојно како политичка партија или пак во коалиција со ВМРО-ДПМН? Добро, Гром како политичка партија, само ќе одговорам на ова прашање, но прво би сакал да се навратам на преходното врска со изборите од 2014 година, кои што се проблематизираат овдека. Гром исто учествуваше на тие избори во 2014 година, ја заместник шеф на штабот на Гром. Ние тогаш освоивме околу 33.000 нешто гласови и тогаш и сега сметаме дека гласовите кои што ги освоивме се малку и дека вредиме повеќе, но на крајот на денот кога вие ќе ги соберете сте резултати, имате две опции. Првата опција ви е уште повеќе да работите, исто членството, исто граѓаните, секогаш да правите пресконференции и да ги кажувате ставовите на партијата во врска со сите општествени текови кои што ја интересираат државата и да им покажете на луѓето дека наредните избори кои што ќе се случат, вредите повеќе, да ве вреднуваат повеќе. Втората опција ви е, кога сте незадоволни од изборните резултати, да кажете не признавам суд, не признавам држава, не признавам собрание, не учествувам во собрание, ќе поставам шатори и барам да дојдам на власт, ама да нема избори. Во контекст на ова, на следните парламентарни избори, кога да се одржат, значи дека вие ноември, април, март, тоа не е битно. Значи Гром ќе учествува на истите, ние континуирано работиме на терен и со членството, и со граѓаните, и медиумски колку што можеме сме присутни.
Дали ќе настапуваме коалиционо или нема да настапуваме коалиционо, не можам да ви кажам, затоа што се уште не го знаеме точниот датум на избори, со кои све препораки треба да се завршат. Ќе одлучуваат партиските органи, извршниот одбор, стајниот одбор и ќе донесеме тогаш конечна одлука дали ќе идеме во коалиција или ќе настапуваме повторно самостојно на овие избори. Само сакам да потсетам дека на претходните избори единствената политичка партија која што влезе во собранието на Република Македонија, а не беше од двата големи блока, беше токму граѓанската опција за Македонија, за жал само со еден пратеник, бидејќи за 120 гласа во кавалеричкиот дел изгубивме, не ни влезе нашиот пратеник. Така да ќе видиме како ќе биде. Има време уште. Господине Бренџав, јас ви посакувам многу среќа и се надевам дека до оној момент кога веќе ќе влеземе во изборна трка, уште еднаш ќе ве имаме во оваа студио или онолку пати колку што ќе има нели потреба, имајќи во предвид дека како втор човек во Министерството за локална самоуправа има многу што да се разговара со вас, има што многу да се каже кога станува збори за локалниот економски развој во Република Македонија, тој пак е многу значаен за целокупната економска состојба во државата. Уште еднаш ви благодарам што бевте наш гости. Ви благодарам на поканата, че секогаш сум тука, сите медиуми од општина Велес, јас сепак сум велешанец, со посебно задоволство доаѓам овдека на интервју. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам што бевте овој пат заедно со нас. Гледајте не и во реприза, а за 7 дена се јавуваме од ова исто студио со нов гости. Пријатно.